Vančo Georgijev je čovek to dobri ideji i so njegova pomoć borenje to v Kočani ja obezbeduva svoja ta egzistencija. I po ova manekensko intermeco продолжуваме со нашата снимка. Во категорија на борачи до 68 кг, лево на вашите екрани Јордан Павлов, поточно десно во црвен дрес Јордан Павлов, борач на домашниот Спартак Евросвет, а лево во син дрес е Горан Николов од Штипски Балканец, 19-годишен борач, талентиран, надежен, со убава перспектива, слична каква што има Горан Трајков, кога го видовте во првата борба, и Владко Соколов. Николов за противник го има искусниот Јордан Павлов. Тој е екс-репрезентативец на Македонија. Неколку пати ја има освојувано титулата државен првак. Инаку, да кажем за него дека е тој инженер агроном. Горан Николов во годинашната сезона имаше неколку успешни настапи. Особено се истакна на меѓународното младинско првенство на Унгарија, каде што го освои првото место. На македонскиот бисер овде прикажа една тврда, една цврста борба и беше трет. Јавна опомена за Николов поради одбегнување на борбата. Да видиме дали Павлов сега ќе успее да освои еден бот. Дали ќе го подигне, успеа, но Николов се извлече, побегна од дозволената зона за борба и бидејќи акцијата беше изведена надвор, од полето за борба нема поен за Павлов. Останува 0-0. Што напомена, од Николов има јавна опомена. Повторно излета двајцата надвор од централниот дел на душекот. Дали борбата ќе се разгори? Во офанзива Павлов, судијата Трајанов ја крена десната рака, која е означена со сина лента. Тоа значи дека му доделува втора јавна опомена поради одбегнување на борбата на штипскиот борач. Тој оди сега во партер, бидејќи во моментот на добивањето на опомената Павлов беше во акција. Нема бот овде. Трајанов навреме сигнализираше и резултатот, фудбалски да се изразам, се уште не е откриен.
Гледачите бараат и трета опомена за Николов. Тоа би значило негова дисквалификација. Тоа добро го знае и судијата Трајанов, па затоа не се решава на еден таков потек, дозволува борбата да се одвива и да дојде до крајот. Инаку доколку до крајот ниту еден од борачите не освои бод, односно мечот во 5 минути заврши со 0:0, тогаш следи обострана дисквалификација. Има тешка задача искусниот Павлов во мечот со младиот Николов. Трајанов бара чиста борба. Ја доби првата јавна опомена и Павлов. Затоа отиде и во партер. Офанзива на Николов. Дали ќе има реализација? Има. Поведува штипскиот борач со 1:0. Павлов беше изненаден. Николов бара тајмаут, потече крв од неговиот нос. Овие повреди се чести во борењето. Веруваме дека Николов ќе биде во состојба да продолжи борбата. Има предност од 1:0, но има и две јавни опомени, а Павлов има една. Ке треба да биде активен во вториот дел од борбата. Трајанов дава знак дека ќе додели трета опомена. Сега Павлов има шанса, но немаше темпераментно реагира, треба да биде смирен. Бара бод за својот борач. Прашање дали има право, бидејќи акцијата не беше до крај изведена. Сега ако успее да го префрли преку себе, не успева, победува Николов со 1:0. Искусниот Павлов е поразен минимално, но заслужено од младиот штипски борач Николов, кој го освојува третиот бод за Балканец и Балканец сега победува со 3:2.